На денешен ден, 21 мај. Илјада 471 година. Роден е германскиот сликар и бакрорезец Албрехт Дидер, еден од најголемите ренесансни мајстори. Дела: Четири апостоли, Света Тројца. 1471 година. Во лондонскиот затвор Тауер е убиен англискиот крал Хенри VI, последниот монарх од династијата Ланкастер, симнат од престолот во династичарските борби, војна меѓу две ружи, а престолот повторно го зазеде Едвард IV. 1527 година. Роден е шпанскиот крал Фелипе II, кој во текот на владеењето од 1556 до неговата смрт во 1598 се искажа како голем поборник на римокатоличката реакција. Тој ја предводеше земјата во борбата против Османлиското царство од 1571 до 1578 година и против Англија од 1588, која заврши 6 години по неговата смрт. На крахот на неговата непобедлива армана во 1588 година во битката со англиската морнарица во Ла-Манш, Шпанија никогаш повеќе не стана светска сила од прв ред. 1639 година. Умре италијанскиот филозоф доминиканецот Томазо Кампанела, кој 27 години помина во темница. Во делото Држава на сонцето напиша по урнекот на Платон и Томас Мор. Го изложи свеќањето за идеално општество како еден вид остварување на Платоновиот идеал. 1688 година. Роден е англискиот писател Александар Поул, представник на класицизмот во англиската поезија, кој на англиски јазик ги преведе грчките епови Илијада и Одисеја, дела, есеи за човекот, за критиката, за глупоста. 1844 година. Роден е францускиот сликар Анри Русо Цариник, сликар самоук. Вниманието на критиката го привлекуваше со едноставните сликарски форми. Силно влијаеше на создавањето школа за наивни сликари во Европа и во Америка. Дела: Свадба, Прошетка, Сон. 1921 година. Во Москва е роден Андреј Димитриевич Сахаров, руски физичар и математичар, академик и заштитник на човековите права. Во 1975 година ја доби Нобеловата награда за мир и смелоста и личната одговорност во подкрепа на основните принципи за мир меѓу луѓето и за пожртвуваната борба против употребата на сила и на сите форми на нарушување на човечкото достоинство. Умре во Москва на 12 декември 1989 година.